секојдневните ценовни шокови влијаат врз општествениот живот, меѓу другото и на интеракцијата меѓу родителите и децата, но за сето ова ќе слушнеме од разговорот на Сузана Апостолова и Синиша Наумски. Да, Бранко, ти благодарам за најавата. Ние сме подготвени во период на енергетска и економска криза. Ќе обработиме темата која што говори за влијанието на ценовните шокови врз општествениот живот. На оваа тема во студиото на Македонија наутро разговараме со Синиша Наумовски, експерт по економија. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Ќе започнеме со информацијата која што е најактуелна. Всушност, денеска се очекува владата да прогласи нова кризна состојба за електрична и топлинска енергија, што треба да стапи на сила од 1 септември. И владата уверува дека ќе нема рестрикции на електрична енергија во престојниот зимски период, но едно е речи си сигурно дека ќе има покачување на електричната енергија од 1 јануари 2023 година. Треба ли да бидеме загрижени? Како што знаеме, уште ланската година и експертите во таа бранша, во менеджирање со енергенци и глобални, и регионални, и домашните македонски, и мислам дека и политиката, генерално како политика, предупредуваше на овие постпандемиски и поствојни, особено после украинско-руската криза, после февруари-март оваа година, последици, и така и се случува. Како што беше лани, оваа година моите очекувања, сега се сум толку многу експерт во таа насока, но економски би резонирал, дека ќе бидат поголеми ризици во таа насока со електрична енергија, со снабдување. Ако ја следиме еврозоната, особено германската економија и германските случувања токму во пост или во екот на, не е се уште завршен конфликтот меѓу Русија и Украина, и таму може да се забележи дека се предвидени планови за штедење во однос на зимата која ни предстои. Од тоа можеме да заклучиме дека и кај нас би следувало таков ефект или тоа би се пресликало. Дали сме спремни или не, сигурно дека енергетските експерти знаат многу повеќе, властите би требало да се подготвени според логичното расудување. Моето мислење е дека ќе биде тешка зима. Растот на цената на енергенците на светските берзи, вклучително и на другите приморни производи, ги подгреа вкупните ценовни притисоци кои преку меѓународните пазари нормално се прелеа и на националните економии. Нашата економија, како мала, но и отворена економија, ги почувствува движењата на меѓународните пазари на примарните производи, енергијата и храната, кои што кулминираа на почетокот на 2022 година. Како се одразија овие ценовни притисоци во нашата држава? Граѓаните осетија? Да. Сериозно? Пандемијата ги носи ризиците или економските притисоци или тесните грла на снабдување на страна понудата која таа ќе заврши, или овој постпандемиски период, се чувствува. Згора на сето тоа, кажав, се наталожи уште еден проблем со конфликтот во Украина. И особено тоа направи притисок да имаме бризга на увезена инфлација од една страна и од друга страна да има тесни грла во снабдувањето на широка потрошувачка. Тоа за гледачите би значило пред кризата или пред пандемијата имаше нормален тек на снабдување. Во пандемијата, особено 2020 година, знаеме и сами сме сведоци, бевме неколку пати во тој така наречен локдаун, комплетно замрзнување на неколку денови, недели и месеци на целокупното делување. Тоа предизвика вбризгување на страна државните апарати на секаде во економијата, без реално да се одработи тоа преку растот на бруто домашниот производ, и нормално таков притисок направи инфлаторни движење и внатре, и увезана инфлација. Згора на сето тоа, како што кажав, и украинската криза ги редуцира основните екзистенционални продукти од храна и енергенците, и тоа доведува до покачување на инфлацијата. Инфлацијата за гледачите ќе биде интересно. Некаде се движи двоцифрено во моментот, 12,3 е во македонската економија. На еврозоната некаде се движи околу 8%, германската инфлација исто така се движи околу 8%, еврозоната е можеби малку помала, околу 6%, се движи 6 до 8, зависно. Најголем дел во балтичките земји, турската економија е зафатена со инфлација, генерално и Соединетите американски држави. Тоа ми дава до мислење или до стајалиште дека треба да бидеме можеби оптимисти во наредната година. До крајот на годината инфлацијата може да има намалување, се очекува, а веќе во наредната година инфлаторните движења во еврозоната ќе бидат некаде околу 2 до 3%. Така да мислам дека уште оваа година ќе имаме овакви дисбаланси,
доколку се разбира претпазливоста треба тука да ја ставиме на пиедесталот, доколку не биде кризата со влошувачки размери понатаму, но јас не очекувам. Моето мислење дека кризата во руско-украинскиот конфликт или војна, како сакате да ја наречеме, мислам дека полека ќе треба да се нормализира, според мене. Помина првата половина од 2022 година. Би сакала да ве прашам како ја оценувате стабилноста на македонскиот банкарски сектор и овде би сакала и да дадете една ваша анализа за тоа какви се состојбите со резервите на државата, адекватноста на капиталот, тоест солвентноста на профитабилноста за 2022 година. Банкарскиот сектор, еве, највеќе таму можем да говорам преку Абит овие 8 години, особено сега, последните 3-3,5 години од таму каде делувам. Банкарскиот сектор е многу актуелен деновие, нажалост по-негативно, но мораме да сме објективни. Ако ги тргнеме субјективните анализи, личните толкувања, просудувања и така натаму, една единствена светла точка во македонската економија е токму банкарскиот сектор. Ние имаме најстабилен и најпозитивни бројки перформанси во целиот регион, токму покажува македонскиот банкарски сектор. Обстојуваат 2022 13 комерцијални банки, знаете, се споја 2 во 1 и бројот се намали. Со тоа што во 2019 остварија банките на ниво на година одлични перформанси, очекувањата беа и ризиците покачени 2020, бројките беа уште подобри, особено 2021 во постпандемискиот период, банките комерцијално остварија некаде над 120 милиони евра нето профит. Тоа докажува дека во најголемите кризи, дури во 2008 кога беше светската глобална економска криза, војниот конфликт во Македонија, 2001 комерцијалните банки или монетарниот систем е одржувал стабилноста. Тоа значи дека голема потпора и за другите фискални политики и на државата, како спомнавме на владата, нели, по-конкретно, ќе даде и стабилноста на банкарскиот систем. Неговата солвентност, тоа значи адекватноста на капиталот, што особено беше некаде 20 во едни времиња каде таа тема беше поактуелна и во јавноста која е стручна, но за жал и во она која не е стручна го употребуваше поимот дали било така или онака. Мораме да сме објективни да кажеме уште еднаш дека тука солвентноста или адекватноста капиталот на сите 13 банки е над 16,9%, особено на малите и средните, и тоа не треба да ги загрижува македонските граѓани. Што значи, со еден збор да заклучам, комерцијалните банки или банкарскиот систем во целина е на одлично ниво. Тоа можеме да го истакнеме и во делот на нивните, на сите банки, капиталот на страна пасивата, во контекст на адекватност има доволно слободни средства да го заштитат. Слободните средства се над лимитот далеку кој е потребен од регулаторот. Ова прашање би повлекло и друго прашање за околу, претпоставам, околу граѓаните би ги интересирало. Секако, да, со покачување на цените на енергетски и прехранбените производи, прашање е дали реално ќе се почувствува и бенефитот од мерките кои што ги спроведува владата за да им помогне на ранливите категории граѓани? Тоа е добро прашање, се од независно ќе кажам јас моje мислење лично, да не биде политички протолкувано као фалба или критика. Мерките кои владата и владите генерално, не само нашата, и овие ајде регионални во Западен Балкан или Отворен Балкан, како сакате, соседниве држави, беа слични. Беа слични и во Србија, беа слични и во Бугарија, Црна Гора, Албанија, особено за косовската влада сега не сум многу запознат, но генерално овие земји кои ни се на исто равниште, некои поголеми од нас, економијата во Хрватска претрпе големи промени во пандемискиот период, бидејќи изложена на туризам и така натаму. Сите во 2020 година влади носеа мерки за вбризгување на пари и беа комотни. Но сега денес веќе ќе се осети еден акомодативен период во таа насока, мислам дека премногу има инфлаторни движења и тоа може да предизвика од друга страна помала комоција за таков вид на помагање. И тоа, ако се гледа и на Европската Унија, Европската Централна банка, јас говорев некаде на крајот на јули минатиот месец, исто во јавноста, токму на денот кој Европската Централна банка заседаваше, говоревме со еден вашите колеги на тема за покачување на референтните каматни стапки на Европската Централна банка. Тие се покачија за 0,5% поени,
Кај нас Народната банка мислам дека тоа го направи околу тој период и сега. И сите тие ефекти ќе ги поскапат малку кредитите според мене и мислам дека тоа е нормална рефлексија помеѓу да изберете помеѓу две зла, дали да ги поскапите кредитите за стопанството од една страна, еве државата уведува даночни реформи во овие денови како што гледаме интензивни се комуникациите, или да го одржите и така кревкиот раст на македонската економија, кој некаде би се движел околу 2 или нешто над 2,4% и 2,3% според проекциите на официјалните институции за тоа. Претходно споменавте за состојбите во регионот. Јас само ќе кажам дека ако се споредиме со регионот, ние во моментот имаме најниски цени на основните производи, но со оглед на стандардот што го имаме и висината на приходите, односно платите, прашање е колку се всушност ниски цените и како ваквиот ценовен шок удира врз джебот на граѓаните. И уште ќе поврзаме едно прашање од друга страна, пак контролирањето и замрзнувањето на цените на различните прехранбени производи, електричната енергија, комуналите и така натаму, со цел да се намали потрошувачкиот револт, ја потиснува инфлацијата, но и незадоволството на производителите. Има ли злоупотреба и на цените? Дали има или не? Да, до некаде да, но од друга страна мислам дека сега е најтешкиот период за менеджирање на финансиите, особено фискалните. Верувајте ми, нема, барем јас во моето толкување на макроекономските анализи не сум сретнал потежок или понепредвидив период. Пандемија, светска економска криза, згоре на сето тоа имате виор и војна близко до нас, која што директно, војна како војна, не дека ние не сме имале во тој регион и во некои источни земји минативе години, но особено значено е што оваа војна се одвива на територија на земја која е втора во светот по снабдување со пченица, која има голем инфлуенс во однос на снабдување со енергенци. Руската федерација е една од најголемите снабдувачи на енергенци на нафта и газ во Европската унија. И тука директно рефлектира ризиците за нас би биле индиректни преку германската економија. 70% и овој раст што пред малку ви го кажав околу 2,4 на очекувани, еве јас според мене би пореалистичен околу 2% на македонскава економија. Сега се базира токму на тие фабрики кои што се во тирзовите, во слободните економски зони, кои што се меѓународни компании кои вршат извоз, тие имаат еден добар перформанс остварва и во оние компании домашни кај нас, па мислам дека се и меѓународни, со веќе променет капитал, во металургијата, во тешката металургија. Тие го искористија моментот на западните простори во Украина, конфликтните ситуации и сега дел од пазарот тие го привлекоа и порастите кај нив се, ако ги погледнете и овие нови официјални податоци за профитот и приходите остварени 2021 година, ќе видите токму тие компании испливуваат и 2022 се извинувам, последниот бројки испливуваат високо со огромни проценти на раст. Што значи некаде можеме да кажеме дека растот е одржан токму од компаниите кои зависат од металургија или од германските производители на автомобили. Тука јас би го позиционирал ризикот и идните што би очекувале, ако се постави можеби прашање што би било во оваа година и наредната особено, според мене јас сум на стојалиште дека може би треба да го позиционираме растот некаде во производство на електрична енергија, да се либерализира тој дел на овие користење од природата, сончеви фотоволтаици и така натаму, побрзо да се забрза тој процес, во однос на бюрократизацијата и сите системски проблеми како една држава и земјоделство. Тоа е моето мислење. Храната ќе поевтини, тоа само сакам да го спомнам. Една од светлите точки во официјалните, ви говорам само со официјални бројки на меѓународни и домашни институции, храната забележува мал пат од предходно, знаеме колку многу се движеше во експанзивна стапка. Додека кај нафтените продукти и енергенците се уште сме на истото стојалиште и тука ризиците ќе бидат повисоки. Споменавте претходно инфлацијата, ќе кажам дека со растот на цените расте и цената на потрошувачката кошничка и токму со инфлацијата преполовена е вредноста на приходите, односно на платите. И би сакала да ми одговорите колку е реално инфлацијата во земјава. Тоа ги интересира граѓаните. Да ни објасните некако пластично преку пример како таа влие врз преполовување на вредноста. И би сакала плюс да ги офатиме и за кратко овде и изголемените камати и поскапените кредити. Да.
Го кажав тоа со каматите, веќе Европската централна банка, мислам дека задоцнето реагираше според мене и германските аналитичари кои ги пратам тоа го коментиравме некаде јули месец и со колегите од Хайделберг, малку подоцна реагираа. ФЕД, Американската федерална агенција, реагираше побрзо. Британската централна банка исто така ги зголеми побрзо, секаде се зголемуваат. И тоа е нормален ефект кога имате вие преголемо количество на пари во оптек во економијата, како рефлексија од изместувањето или вие читате сега глобалната пандемиска криза и војната во Украина. Она што е добро да се одговори кога ме прашувате за инфлацијата, ајде да видиме како е во еврозоната, во Европската унија. Таму инфлаторните движења се некаде околу 8,5-8,6 во моментот. Очекувањата се да паднат до крајот на годината 2022 на 6%, значи се намалува и да се стабилизира, да нема веќе раст на цените, бидејќи прагот на покачување ја земал својата динамика оваа година, да се стабилизираат некаде од 3,5 до 2% во 2024. Значи, целосното стабилизирање би било некаде 24-та, а ќе почне од втората половина, со тоа сум јас на мислење, од втората половина во 2023 година. Како реално пластично ќе реагира тоа кај граѓаните? Нели, кажавме многу бројки, реалноста е таква каква што е секаде. Верувајте ми, не е ништо поразлично во ниту една економија денес. Животот станува поскап, кога вие реално не сте ги одработиле, еве да кажам со народен јазик, да може да ме разберат гледачи, да не бидем многу макроекономски со бројки како овие стручно што се изразуваме. Кога вие ќе имате вбризгување на пари, а реално тоа не сте го одработиле. Од разни помошти и субвенции, тоа веќе ефектира на губење на моќта на парите или продуктите стануваат раритетни, ги нема. Ако имате 10 кашкавали, можело да ги купат само тројца во периодот од пред пандемијава. Сега во пандемијата, бидејќи не одите на одмор, не шетате, не правите други издатоци, 20 говорам, вие може сите 10 типови на кашкавали да ги купите. Значи, ќе недостига понуда. И тоа на кога велиме имате тесни грла на снабдување и проблеми на страна на понудата. Премногу купувачи се јави од одредени помошти, покачување на плати, минимални. Можевме сите, освен лепи сол, метафорички, сега како основи да економија се изразам, сега да ги купиме овие полуксузни добра, да можеме да купиме и кашкавал, не само лепи сол. Тоа предизвика зголемување на понудата или рефлексија, балансирање од страна на оние кои производители се зголемување на цените. И затоа таа трка. Ќе се стабилизираме втора половина на 2023. Друго образложение нема. А ако ме прашувате, или ако јас си се прашувам често со колегиве неформално, сега навистина тешко и да водите и политика и финансија. Еден од исклучителните предизвици е можеби таа професија секогаш тресна, но сега особено. Колку им е тешко на институциите, толку им е тешко и на граѓаните во целата оваа состојба, но да се надеваме дека конечно ќе излеземе од кризата. Имаме тешка зима, јас сум убеден дека мислам дека рационално ќе се поставиме и како поединци, но и како држава. Мислам дека државата не сме да разочарава тој дел, бидејќи веќе во 2021 истопанските комори јавно предупредува неколку пати уште на почетоците од 21 летниот период. Мислам дека ова време некаде лани прв пат јавноста, веќе и стручната јавност и оваа почна да пишува во делот на енергенците. Зголемено ризиците се појавија и со февруарските, мартовските ефекти на војната во Украина. Нашиот систем, како систем, е друго што е тешко прилагодлив и некако гледаме како функционира таа. Затоа препораките ви реков, што јас би размислувал, најголем фокус во новите инвестиции во информатичката технологија, промена на образовниот систем, онаму каде што највеќе знам, го водиме тоа годиниве, повеќе размислување од практика за практика, размислување за земјоделство, во таа насока помош и субвенции на државата, спој помеѓу банките, особено комерцијалните банки и државата во таа насока, и можеби би рекол во тој дел поголема либерализација на новите инвестиции во таа сончева енергија за производство на електрична енергија. Мораме ние да им дозволиме на компаниите, на стопанството да сами се обезбедуваат енергија. Тука тие процеси се спори, администрирањето, како се друго. Тоа би била мојата критика на системот, но ако е лесно да го реформираме системот за 30 години, верувате, покажавме многу помала капацитетност да го
изградиме системата. Ако ги гледате сите работи околу нас, се оди поспоро. Дадовме едно видување на состојбите поврзано со енергетската и економската криза. Дадовме и некои прогнози што не очекува во иднина. Ќе имаме можност со некој ваше наредно гостување повторно да разговараме на слична тема од економијата. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Ви благодарам, Сузана, за поканата, секогаш сум тука за македонската телевизија.